Здраво дечки, денес се дружам со новиот Toyota Yaris Cross. Во моментов мора да ви спомнам дека се наоѓам во Берово. Позади мене е Беровското езеро и мора да потенцирам дека ние стварно не си ја знаеме нашава држава колку многу бавини има, колку многу едноставно тука е чисто, колку многу е тивко и колку многу сето тоа го гледам и кај Toyota, особено кај Toyota Yaris Cross. Yaris Cross е, како што кажува и самото име. Yaris издигнат. Cross бидејќи нели тоа е нешто најпопуларно во моментов што се бара, кросоверска изведба и стварно кога ќе размислам, кога ќе испоредам Yaris и Yaris Cross, јас лично би отишол дефинитивно на Yaris Cross бидејќи за мене изгледа многу по младелашки, многу по интересно, модерно. Нешто што дефинитивно во поголем период во годините ќе изгледа многу повпечатливо. Бидејќи, мислам, мора се да спомнам околу дизајнот, неколку елементи. Видете, само хубавата колку и линии има, колку тоа елегантно го направиле. Буквално како да е некој италијански дизајн. Ми изненадува Toyota што прави во последниве неколку години со дизајните, со опремата, со пакетите. Стварно Toyota отида многу нагоре. Тука на задниот дел искрено си е како стандардниот Yaris и тоа воопшто не е лошо бидејќи и Yarisот изгледа многу убаво. Сега, пред да продолжам со возење, ќе мора да видиме и практичност, бидејќи Yaris е нели сепак мало градско возило и кај Yaris Cross има 397 литри багажен капацитет, што не е многу, не е малку, тука сосема доволно за она што е на менето. Околу багажниот простор мора да потенцирам дека има стварно многу практични работи, освен моите закачалки ги нема никаде тука и реално ми фалат. Куки нормално има, што може да се зацврсти целиот багаж кој ќе го ставите. Инаку тука доле оваа даска се нивелира на две нивоа, што е супер. Едното доаѓа речи се дивицата на браникот и на таков начин ви го леснува товарањето на потежок багаж, но исто така добивате и поголема остава под неа. Инаку тука сега вака има простор за резервно тркало. Во моментов има само се за репарација, ми се допаја што во плюс од практични елементи има тука дополнителни простори од страна, што можете ги искористите. И друга добра работа. Средниот дел се спушта, ако сакате да пренесете подолги предмети, но исто така ако го користите како наслон за рака, зошто бидејќи има две остави за шишење. Ај се да влезам натре за да го видиме тоа. Сега на задниот дел тука внатре мора да потенцирам дека е стварно многу комотно, особено по-комотно од Yaris. Зошто? Бидејќи има многу повеќе простор, многу е поширок, многу е веројатно и малку подолг, но позади возачкото место, позади мојата положба, седиштето нели на место според мојата положба, јас повторно имам простор за нозето, доволно, мислам, не ми треба ништо повеќе. Простор за главата, гледате, супер! Ако седиме вака со уште еден патник до мене, не очекувате тројца патници, бидејќи сега да не претеруваме, нема толку место, но ако седам со уште еден патник тука, сосема доволно ќе имаме простор да уживаме. И другата работа, наслонот за рака што реков, еве го, со две остави за шишење тука и е супер, бидејќи кој ќе го вратам, тадам, седиште, никој нема да ја позна дека уопште тука има наслон за рака, едноставно само се влече одгоре, ето го, многу кул момент што тешко ми беше да откривам дека го има тоа како опција, но ајде вака тука доле да продолжам со другите работи. Многу низок тунел, не така широк, го леснува седењето на средина, но не препорачам, па ќе кажам. За жал нема USB порт, не знам зашто нема, реално треба. И друга работа што ми треба. Вау! Има тука куки. Добро, ајде, бидејќи немаше багажник, тука има, така да ќе компензираме некако. Друга работа што не ми се допаја тоа што кај нозете има една длапка која што ги подкрива нозете и повремено ме нервира, инаку е сосема окей.
тука стварно можеме да се возам на подолги патувања. Сега, ајде, ќе се префрлиме напред за да видиме што има напред. На предниот дел што можам да забележам? Искрено убав интериер. Меки материјали, не насекаде, бидејќи надале си е пак по цврста пластика и што е очекувано, бидејќи сепак е ова Јарис. Ова е истото што го видов во Јарисот и ми се допаѓа, бидејќи да искористат да намалат на трошоци, да не стават текстил и други материјали. Поставиле интересен материјал врз пластиката, изгледа поразлично, изгледа интересно. Добро. Друго во практичност, 8-инчен екран, кој што гледам дека го има ни сите нивоа на опрема, барем тоа што се нуди сега за Јарис Крос, 7-инчен екран тука во оваа опрема пред возачот, односно во инструмент таблата, што е многу практично, бидејќи се појавуваат сите информации што ви се потребни. Автоматска клима тука надоле. Сега, ако кажете дека екранов тука изгледа како нафрлен таблет, се согласувам со вас, но има една работа, кај Toyota се купете практичноста. Ги креваат вака екраните за да кога ќе возите ви биде попрактично да дојдете до нека опција или да гледате со погледот краток маневар да имате од патот директно на екранот, но и друга работа, гледате дека тука има една остава, тоа е супер кул. Тука една остава и надолу уште една остава. Во поглед на практичност има тука USB порт, доле има 12 волтен приклучок за струја, грејачи на седишта. Со овие ладни денови, како убаво ми дојда. Грејачи на седишта и за возач и за совозач. Две остави за шишиња, три различни режими за возење има тука. Има електричен мод, односно нели хибридниот режим и системот за против пролизгување ако сакате го изгасите. Друга практична работа, наслон за рака, вака изгледа како мал, како не така практично, но навистина одлично се наоѓа. И друга работа што тука внатре има мала остава, но сосема практична, барем за моите клучеви од фикјулето се наоѓаат за новчаник. Така да, сосема окей. Возачка позиција стварно ми се допаѓа и затоа сега се префрлуваме со возење за да видиме што значи Јарис Крос кога се вози. И еве на враќање од Берово, од Беровско езеро. Стварно, какви убави градби, каков убав град, какво убаво место, каква убава природа. Пак ќе кажам, стварно не си ги знаеме, не си ги цениме местава. Ајде, окей, да си се вратам јас на мојата тема, а тоа е Toyota Јарис Крос. Во споредба со другиот Јарис, обичниот Јарис, со Јарис, не знам ни веќе како да го наречам, но со Јарис што го возев, има разлика во вожењето од аспект на тука е малку покрут, повеќе одскокнува на дупки и за мене сосема разбирливо тоа бидејќи е повисок, гравитацијата си го прави самото свое. Плюс тука конкретно е на многу ниско профилни гуми и толку, мислам, 2,24 во математиката. Но што значи тоа? Тоа значи дека особено патниците позади ќе чувствуваат малку поголемо отскокнување од време на време на нашите патишта. Но од друга страна мора да го пофалам дека е многу стабилен автомобил, иако е поиздигнат големо клатење, не се чувствува. Стварно тоа ми изненади, многу добро управува, ги слуша командите феноменално, особено тука патиштава низ Берово се идеални за возење, да уживате по овие кривини и особено со Јарис Крос тоа сето е многу по-олесното, многу е поголемо уживањето, бидејќи е стварно многу добро управлив автомобил, е лесен за маневрирање, пак ќе кажам, ги слуша сите команди на возачот и лесно го навикнувате. Иако тука автоматски менувач CVT, што знаете, дека не ги сакам CVT менувачите, бидејќи ќе стапнете на педалата за газ, ги крева обртаите и само линеарно забрза, за намали потрошувачка. Во ред, го разбирам. Моментот на едноставно кога ќе скочите на отворен пат, не можете тоа да го намалите толку многу како што може да се намали во град. И тоа значи дека имате голема бучава. Но друг аспект кој ќе се уклучи хибридниот режим, кој ќе возите на струја, е толку многу тивко, толку многу мирно, елегантно, што тука ми се поврзува тој концепт што го спомнав пред малку.
чисто, тивко, мирно, исто како Берово. Бидејќи возењето на струја е феноменално, луѓе. Мислам, немојте да се зезнете ако купувате Toyota да купите обичен мотор без хибриден режим. Значи, нема поента, бидејќи за многу мала разлика, конкретно во оваа опрема, разликата е 4000 евра и за 4000 евра добивате многу. Во поглед на потрошувачка ќе ви се одрази многу добро и многу брзо ќе ви се исплати тој дополнителен трошок. Зошто? Бидејќи со малтретирање, со трмни застани, со буквално со најголем размер на малтретирање на возилото во овие неколку дена на снимање, пак во урбани средини потрошувачката ми се движи околу 5 литри, 4,5 успев да спуштам, што е феноменално. Тоа не е да пазите да возите како бабичка, да се возите најнормално, 5 литри. Одлично. На отворено околу 6,5, 7, зависи колку го малтретирате, но да кажеме некоја средна потрошувачка од 6,5, 6,4 што ми искочи мене деновиве. Така да, пак ќе кажам, хибрид, Toyota хибрид, ништо друго. Сега кога спомнав оваа опрема, ова е чик ниво, односно второто ниво од вкупно 4 што ги нуди Toyota, чини 28.390 плюс 800 евра во доплата има за двобојната каросерија, значи излегува 29 и нешто. И кој ќе кажете, малку поскап, да, но кој ќе се види во конкуренција, цените се тие, дури не е така поскап. Мене лично многу повеќе ми се допаѓа Yaris Cross од Yaris, бидејќи е поурбан, како што кажав, дизајн кој што одговара на помладата генерација, кој што ќе трае малку повеќе. Ова возило сепак е за помладата генерација или за второ возило во фамилија, така да не очекувате на подолги патувања често додите. Иако можете, но едноставно не му е таква намената. Ова едноставно да уживате во урбаните средини, да имате чувство како да возите SUV и да се чувствувате комотно. Оваа опрема за мене искрено е сосема доволно, бидејќи има се што ви е потребно, реално се што е потребно. Како што кажав, 8-инчен екран, 7-инчен дисплеј пред возачот кај инструмент таблата, паркинг сензори напред позади, паркинг камера, сите безбедносни системи, буквално се што ви е потребно. За овие ладни денови, грејачи на седишта, што ми дојде одлично, ми фали уште бежичен полнач, што има во повисокото ниво на опрема, и кој би сакал, нели, кожни седишта, што за мене се сосема окей вак. Сега, не е така се совршено. Прва работа тоа што кажав што отскокнува, и втора работа се пластиките. Окей, искористени се на голем дел меки и квалитетни материјали, но тука околу воланот има пластики кои што цело време крцкаат и ме нервираат. И мислам дека за брзо време тоа ќе се раскрцка и дека ќе предизвикува одредени проблеми. Но од друга страна сум мирен бидејќи Toyota нуди 10 годишна гаранција. И тоа е многу битен елемент. Кај Toyota секој пат тоа ми се допаѓало бидејќи 10 години, луѓе, знаете ли што значи 10 години да си мирен, да не се оптоваруваш со дали ќе се расипе, бидејќи некој ти гарантира дека во тој период имаш квалитет кој што нема да покаже никаков дефект, ни да покаже ти си повторно покриен. Така да тоа е феноменална работа од Toyota. И јас тука некаде ќе финиширам со Toyota Yaris Cross. А ако ви се допаѓа, гледам дека привлекува големо внимание по улициве, посетете го салонот на Toyota или нивниот сајт, видете што се нуди, најдете си го вашиот идеален пакет, споредете ги со ривалите што можете тоа да го направите кај нас, кај на нашиот канал со сите други негови конкуренти што сум ги возел на тест. Направете споредба, пишете у коментар што мислите и се гледаме наскоро со ново видео. Чао!